Секој 10-ти македонец има дијабетес. Преваленцата во Македонија во 2018 година изнесува високи 15,2%, што значи дека бројката на дијабетичари е над 200.000 на возраст помеѓу 20 и 79 години. Зголемениот број на лицата со дијабетис тип 2 е резултат на забрзаното темпо на урбанизација, старењето на популацијата, седечки начин на живот, зголемена телесна тежина, недоволна физичка активност и поголем внес на нездрава храна. Во Македонија не постои национална стратегија за справување со дијабетисот, кој на светско ниво добива епидемиски размери. Струмица нема конкретна статистика на заболени од дијабетис. На глобално ниво дијабетесот е веќе прогласена како вонредна здравствена состојба, така да во моментот статистиката е дека има некаде во светот заболени околу 412 милиони луѓе со дијабетес, а предвидувањата се дека до 2040 година тој број ќе порасне на 642 милиони, што еве за илустрација некаде околу 2 пати од вкупната популација на Соединетите Американски држави. Ќе се согласите дека баш како и што вие спомнавте, има епидемиски тек болеста. Еден од 11 возрастни пациенти боледува од дијабетес, а еден од 20 возрастни пациенти не знае дека има дијабетес, односно не е диагностициран. Во Струмица немаме конкретни, прецизни статистички податоци за вкупниот број на заболени со дијабетес, меѓутоа имаме точна бројка на луѓе кои што дијабетесот го лекуваат со инсулинска терапија, така да бројката е од некои си 1520 до 50 пациенти кои што се на инсулинска терапија како еден од начините за третман на дијабетесот. И овој 14 ноември светот и Македонија го одбележуваат Светскиот ден на дијабетисот преку глобална кампања промовирана од Светската здравствена организација со цел заекнување на свесноста на граѓаните за превенција од болеста. Секоја година Интернационалната дијабетолошка федерација излегува, односно апелира со некое ново мото, така да IDF во 2019 година излезе со мотото It's time to act, односно да делуваме веднаш. На тој начин ќе подразбереме дека апелот на IDF е сите пациенти, односно целокупната популација која што е со висок ризик за развиток на болеста, да ја превенираме, навреме да ја препознаеме, правилно да ја лекуваме и навремено и коректно да ја заштитиме од компликациите кои што оваа болест ги следи. На секои 5 секунди бројот на дијабетичари се зголемува за еден човек, а на секои 7 секунди едно лице умира од дијабет.